ова вклучување на лице место ќе го најавиме концертот насловен On Air или на македонски во живо, концерт кој што се одржува во Филхармонија овој четврток со почеток во 20 часот, каде ќе настапи мојдинешен гостин Васко Дуковски и украинскиот диригент Марк Кадин. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за програмата, но воедно и за самата љубов кон музиката и за инспирацијата на мојот денешен гостин. Да му посакаме добро утро на Васко Дуковски. Добро утро. На самиот почеток напоменав дека од странските сцени повторно се враќате пред домашната публика. Какво е чувството секогаш кога настапувате на ваша домашна сцена, кога настапувате пред македонската публика? Чувството е секогаш феноменално и тешко е да се долови или да се објасни со зборови. Иако сум настапувал на многу значајни сцени во светот, враќајќи се дома во нешто што е твое, враќајќи се некаде каде што се израсна, каде што се твоите почетоци, е секогаш повозбудливо и по голем предизвик на некој начин. Но во секој случај сум среќен и благодарен што после, мислам дека скоро 11 години повторно се враќам и ќе настапам со нашата македонска филхармонија. Долг период на вистина. Да. Сакам да напоменеме нешто и за програмата. Имено на програмата на концертот кој што ќе се одржи во четврток се Росини, Моцарт и Бритон. Три различни светови. Како ги доживувате сите овие дела? Мислам дека ова е еден прекрасен програм, иако нормално јас сум задолжен и ќе свирам вариациите на Джоакино Росини, комбинацијата или целосклоп на овој програм е феноменален. Хронолошки ќе се вратиме наназад во историја, а не нанапред, што е многу интересно во програмска смисла. Британ е 20 век композитор, потоа следува Росини, кој е еден од италијанските мајстори на 19 век, кој уствари плива помеѓу романтизмот и класицизмот, и се враќаме на еден од најголемите мајстори на класицизмот, и тоа е Моцарт, со неговата последна симфонија. Јупитер, симфонијата е уствари негова последна симфонија, која е, да кажам, една од најкомплексните дела, и мислам дека е еден феноменален програм да се доживее во живо, да се чуе. Повеќе би сакал да кажам неколку зборови за Росини. Делото на Росини е едно од главните дела на кларинетскиот репертоар во класичниот свет, би рекол. Тоа е едно феноменално виртуозно дело кој Росини го има многу добро склопено и специфично користејќи белканто стилот на кој е препознатлив за оперското пеење, но во овој случај тој го користи кларинетот и е исклучиво виртуозно, иако е веќе 200 години старо и во денешно време е се уште еден голем предизвик за нас кларинетистите тоа да го изведеме. И на некој начин би го споредил со истата виртуозност на делата на Паганини, виоленски. Кажете ми, во текот, односно кога ми одговаравте на последното прашање, напоминавте всушност дека ова е феноменална програма која што треба да се доживее во живо. Дали тоа е единствената причина, најважна причина поради која што треба да дојдеме и да бидеме дел од овој концерт? Генерално, кога сме дел од еден концерт и го следиме нештото во живо, без разлика од програмата, но различни програми имаат повеќе ефект во тој случај, без разлика нашето присуство во една концертна сала, нашето присуство во таа енергија со други луѓе, со оркестарот, е нешто магично кое не може да се доживее на друг начин. И земајќи го предвид денешниот начин на живот во кој многу информации ни се достапни на интернет и цело време луѓе конзумираат работи, одење на концерти,
гледање на одредени работи во живо, тоа не значи дека вие сте само гостин таму, него сте уствари еден дел од цела таа од Целата манифестација, целата манифестација и предонесувате со вашата енергија, со вашето присуство кон тој специјален момент. Значи, ние музичарите ја влечеме енергијата, инспирацијата во тој момент од публиката, а и публиката ја влече од нас. Значи, тоа и во живо да се следи дали на телефон ќе го гледате тоа или на телевизор или на компјутер, без разлика. Или ќе слушате некоја снимка од било кој концерт. Чувството да се биде во тој момент таму и да се искуси нештото, тоа е неповторливо, незаменливо. И мислам дека е еден многу битен факт за кој се надевам дека луѓето го разбираат, поготово за младата генерација која веќе расти во еден модерен свет поврзан со интернет. Да се надеваме дека во публиката ќе има што поголем број на луѓе, дека токму ќе го искусат тоа незаборавно искуство кое што го напоменавте. Ви благодарам многу за одвоеното време, што имавме можност да го најавиме концертот во нашата утринска емисија. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш.